Благодарам Владимир, Јоана, на пред се прифаќањето на предлогот денеска да прославиме љубовта на татко ми кон книгата, кон францускиот јазик и пред се кон Пруст. Сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам и на сите луѓе кои што ми помогна во овој несекојдневен потват. Тука би ги спомнал Елизабета Коневска, лекторот кој што имаше можност да се соочи со еден несекојдневен преведувачки, односно лекторски предизвик. Мој драг пријател Игор Карчуклиевски, кој што ми помогна оваа книга да ја подготвиме за печатење. Би се заблагодарил однапред и на модераторите, господја Ирина Бабамова и Елизавета Поповска. И се разбира, тука би сакал да искористам прилика да се заблагодарам на еден мој од неодамна пријател. Тоа е председателот на Планинското друштво Куманово, Стојанчо Стефановски, со кој што пред известно време, во ноември месец, бевме на еден настан, повторно по повод одбележување на една од љубовите на татко ми, тоа е планинарењето. Бевме на планинарење на Кокина и во разговор тој ми се пожали дека му недостигаат две книги од овој циклус. И при тоа јас се разберав дека ќе помогнам да најдеме начин да влеземе во траг на тие книги. И таа потрага всушност мене ме направи свесен дека нешто во циклусов недостига. Не се само тие два примероци кои што недостига на Стојанчо, туку недостига и последната, 13-та. И така битна се. Прв се јавив на деканот, на Владимир Мартиновски, да му соопштам едно несекојдневно откритие. Тој беше воодушевен. И така се роди идејата за окружувањето на овој сон на татко ми, да го преведе Пруст, да го подари на македонскиот народ. Конечно, ни успеа. Исто така сакам оваа прилика да ги поздравам и да се заблагодарам на сите присутни кои што денеска најдоа време да бидат дел од оваа наша скромна прослава, да ја прославиме најголемата љубов на татко ми, Пруст. Јас за оваа прилика одлучив да му дозволам на Ѓорги да зборува за момент преку неговите колумни. Како некој кој што се грижи за неговото наследство творечко, бев издавач и на колумните кои што тој ги пишуваше во дневник. И направив преглед на известен број на статии во кои што тој го спомна Пруст. Тоа ќе биде најдобриот начин, можеби од него, да слушнете колку му значил Пруст и некои интересни работи поврзани со преведувањето. Во колумната Циркузанство, објавена на мојот роден ден 31 јули 1999 година, тој најавува дека ќе пристане да пишува колумни за дневник, барем привремено. И најавува дека ќе започне со преведувањето на Пруст. Престанав со колумните и се фрлив на преведувањето на Пруст. Тој ми е стара љубов. На времето, колку исто толку непромислено војував против така наречениот вербален деликт, и кога сите ми велеа дека за таква работа некогаш се одело на еден романтичен јадрански остров, јас си мислев вака. Добро да речеме дека денеска не ви гинат 3-4 години. Управник на Идризово, тогаш беше мојот пријател Цане Стојановски. Ќе го замолам да ми даде едно сопче во вилата покрај Вардар. За 3 години ќе го подрам македонската литература, големиот циклус на Пруст во потрага по загубеното време. Нама не даде Господ. Доктор Владо Камбовски, мојот ученик по кривично право и главен партиски обвинител во случајот Маријановиќ, тогаш сите се определуваа меѓу Маријановиќ и Камбовски и се разбира главно се определуваа за неговата велеученост, а против моето циркузанство. Кој не верува може да ја прочита мојата сотија случај труд, па ќе се увери
Стори се што непогрешливата партија бараше од него, но до затвор не стаса. И се заврши со една партијска опомена по која јас демонстративно го напуштив Сојузот на комунисти на Македонија. А се знае што обидува кога јас излезам од некаде. Се пропаѓа зад мене. Се палат основни училишта, заграда Кумановското, се уриваат гимназии, Јосиф Брз Тито, на место на денешната пара, и факултети. Правниот факултет на место на големиот паркинг пред хотел град. Судски бараки и касарни. Таа несреќа не можеше да го одбегне ни СКЮ. Штом се излегал од него, тој се распадна со Југославија. Неуспехот на моите партиски другари, меѓутоа беше наедно и голема штета за македонската литература. Јас не отидов во затвор и просто останав непреведен. И сега, кога видов дека идејата на македонскиот народ е во сигурни раце, Циле Владо и Саво Климов, решив да му се вратам на Пруст. Убаво напредувам со преводот, иако не сум многу сигурен дека ќе ми успее да го објавам, барем не на државен трошок. Туку јас не се давам. Што сум намеснал ќе биде, ако е Божја волја. Имам доста пријатели, ќе собираме пари наоколу, па ако не дадат Јоан најмакедонците, ќе најдат некои продадени небугарски души. А Македонија брзо го има. Во колумната под наслов Признание од јануари 2000-та зборува за несолицата, што му се јавило како последица од возбудата од подготовките за објавување на преводот на првата книга. Со оглед тоа дека несолицата и не е сосема ретка гостинка, а со сила убавина не бидува, будната состојба обично ја користам за да читам, придружуван од музиката со музиката што ја сакам. Овој пат со моето најново откритие Джироламо Фескобалди, италијанскиот Бах. Дури отпосле, обидувајќи се да си претолкувам на што се должи несолицата, се сетив дека за тоа е виновна господја Винка Саздова од Зумпрес, која најсериозно работи во здобивањето на Комбре, првата книга од циклусот во потрага по загубеното време од Пруст. Врз чисто коректури и деновиве менијачки работа. Читајќи го по трет пат преломениот текст и постојано откривајќи се и печатни грешки. Тоа ќе да е. Појавата на Пруст на македонски ме восхитува, длабоко вознемирувајќи ме. Неверојатно сложен, многослоен автор, расипнички говор јазик, а сето тоа пренесено на македонски сепак звучи како вистинска поезија во проза. Да си се пофала. Зашто нема шанса и некој друг тоа да стори. Мора да е тоа причината за мојот немир и за несолицата. Ова меѓутоа е пријатен немир, немир што човек го тера буден да сонува, да мечтае. При тоа нема голема значење што има 60 години. И да го моли Господа да му го чува умот, за да втаса да ја доврши големата работа за која се нападува. Делото има 13 густо исполнени тома, а јас сум во втората половина од вториот. Последната колумна под наслов Ори Брок, 25 мај 2000-та, пишува зашто одбил да стане амбасадор во Франција. Преведувањето на Пруст лично го доживам како полнолетство на македонскиот литературен јазик. Да се пренесат од расипнички богатиот француски јазик на македонски, извонредно сложените, первезно рафинирани, многоуслојни, километарски долги реченици на еден од најголемите писатели од 20-тиот век, и сето тоа да тече убаво, разбирливо и прифатливо за нашиот читател, тоа е доказ за зрелоста на нашиот јазик и за неговата животоспособност. Зошто би го правил тоа, кога не би верувал дека македонскиот народ и македонскиот јазик имаат перспектива? Толку повеќе што, консултирајќи го при преведувањето, постојниот бугарски превод, може да констатирам дека клетите комунисти ептен го оддалечиле македонскиот јазик од неговите корени, така што нашиот читател едва да може присвено да чита Пруст на бугарски. Ете затоа амбасадорската работа би ми пречела и во едното и во другото. Лигата за демократија би останала без својот харизматичен лидер, а бројот на незините членови најверојатно за кратко време вртоглаво би паднал на мизерните 14-15 души. Тоа би било загуба за Македонија, но и за коалицијата за промени на промените. Пруст би морал да го чека завршувањето на 4-годишниот амбасадорски мандат, а тоа барем за мене е тешко прифатливо. Јас, како и Македонија, впрочем, немам време за чекање. Во следната колумна од јуни 2000-та под наслов ДДВ пишува за хонорарот, што го добил за објавувањето на првата книга.
Јас да речеме пред некој ден на жиро сметката сум добил од Zoom през 40.000 денари. Да име хонорар за неодамна објавениот превод на Пруст. Фала им. Пруст не се преведува за пари. Меѓутоа, некој од моите пријатели инсистираше да не пропуштам да го објавам износот на овој баснословен хонорар, за да видат луѓето хиерархијата на вредностите во Македонија. Жена ми вложи многу труд за да открие кој ми ги платил тие 40.000 денари. Во известувањето на платата, меѓутоа некој не спомнал дека на тој износ државата ми земала некои 17%, ако не се лажам, данок на авторски хонорар. Во наредната колумна 6 од 2000-та, август месец, септември, пишува за краткотрајната радост и потоа одбивањето на наградата што го добил за преведувањето на Пруст. Таа колумна напишана во формат на дневник. 17 септември. Пред да дојдам овде во Пештари, на мојот веќе вообичаен септемвриски одмор, кога охрите поубав од кога и да е, се сретнав со поетот Михаил Ренчев. И честиташе некаква награда. Каква награда? За преводот на Пруст човек. Дознал од весниците. По инсистирање од едно познато писателско семејство, и го каже името, наградата за најдобар превод ми било доделена мене. Кога му се израдував на признаниево, кога побрзо тоа ме усрани. Признаем нешто, некој го добил по барање од семејство на еден кој си и не е кој знае какво признање. Критериумот за него не е вредноста на трудот, споредба со другите такви, туку влијателното семено лобирање. Ми преседна краткотрајната радост. Им порачам на дарителите наградата се чува за некој помалку деликатен од мене. Во колумната Рецепт од 6 јануари 2003 пишува за неговата решеност да го преведе Пруст и кои го биле работните норми. Еве јас, например, сум запнал на македонската литература да го поделам Прустовиот циклус на потрага по загубеното време. Работната норма ми е една страница дневно. Некогаш не стигнам ни толку. И така цела година. Толку ми треба за да преведам една книга, а ги има рамно 13. Има ли нека будалетинка што ќе помисли дека тоа го правам за пари? Ако ми поверува дека хонорарот за таа едногодишна работа 40.000 денари. И има ли некој што ќе се сомнева во мојата верба во опстанокот на македонците? Чумо толкав труд, ако овој народ треба да исчезне. В 2004 бил кандидиран за председател на државата. Меѓутоа ја одбил таа покана и затоа зборува во колумната Готов е од 19.4.2004. Еден ден, кога се уште се истакнуваа кандидатурите за председател, една дама, писател, универзитски професор и активист на некаква важна организација на жените, посака да се види и да поразговара со мене. Беше среда, јас предложив тоа да биде во понеделник мојот приемен ден. Не доцна ќе било, инсистираше тоа да биде уште истиот ден. А последната среда во месецот ми е ден за испит. Така се случи да ја закажам попладната во 17 часот пред испитите. Се сретнавме. Што била работата? Дамата без многу заобиколување ми предложи да сум се кандидирал за председател. Само патем речено, таа не беше прва со ваков предлог, но единствена што тоа го изгледа на преку ваква формална лична средба. Со сиот почет спрема неа и низините добри намери, понудата ја одбив. Господјо, вие сте книжевник, јас сум сигурен дека не ви е непознато со што главно се занимавам последните 5 години. А не че дека е познато, тој го преведувам Пруст. Епа тоа е причината за мојата одбивање. Преведувањето на Пруст е сериозна и важна работа, што не може да ја сврши кој да е. А председателствувањето во систем каков што е нашиот, тоа не е. Тоа може да го направи секој. Јас не се занимавам со работи што не даваат плод. Уште една предновогодишна законот е закон, во која што пишува за својот напредок, докаде стигнал. Имам со што да се занимавам. Во моментот работам врз коректурите на 7-миот том, Содом и Гомор, од Прустовиот циклус во потрага по загубеното време. А вчера го завршив и преводот на новелата Жешка тајна, што заедно со уште 4 други новели од Стефан Цвајг треба наскоро да излезат печат од издавачката куќа 3, од наслов Новела за шабат. Со оглед на тоа што и 8-миот том од циклусот ми е готов, во јануари со Божја помош, почнувам со 9-тиот, односно 10-тиот, Затвореничка.
сретне бегалка и пронајдено време, па ќе може полесно се дише. Зашто Пруст на македонски ми беше животен сон. Бил ќе нема се разбудам додека неговот сон. А бидејќи идниот понеделник, 2 јануари, веројатно ќе се втопи во некако подолго трајно празнување, па нема да има колумна, да не заборавам. Сретна нова 2006 година. Да сме живи и здрави, а здравото ќе се погрижи Господ. Уште само еден извадок. Тегла со краставички и кафе. Се вика колумната во која што он пишува за луѓето што му се подсмевале за преведувањето на Пруст. Сосема друго прашање е прашањето за приоритетите. Тие зависат од наша проценка. Ете мене долгумина, и тоа не само будалетинки, туку и навистина умни луѓе ми се чудат, а понекогаш и се мајтапат, што сум фатил да го преведам Пруст. Така пред некој ден во фокус еден човек, што не го сметам за делуме, си игра прилепски мајтап со мене, во врска со некој, според него важни работи, на кои јавност требало да реагира, а тоа не го сторила, а ни јас. Па со полна уста, иронија, вели на моја сметка. Го нема би познатиот поднесувач на кривична пријава против Милошевиќ. Се занимава со преведување. Што да му одговора? И дали воопшто заслужува одговор? Човекот има една хиерархија на вредности, јас сосема друга. И тука нема помош. Би можел да го речем, да му кажем дека таму некаде во 50-тите години од минатиот век беше направена една научна анкета помеѓу најголемите литератори на 20-тиот век, за кои дела на светската литература ги сметаат за најважни. Кога биле средени одговорите, се добила една скала на литерарни вредности во која Марсел Пруст со својот циклус во потрага по загубеното време се нашол на олимписки и високото 3-то место. Ако при тоа се знае дека на прво место била Библијата, а второ практично митолошкиот Шекспир, излегува дека Пруст е најзначајниот творец на 20-тиот век, па и повеќе од тоа. Има ли смисла да го прашувам човеков и нему сличните, не е ли ова доволна причина таа светски признаена големина да му се направи достапна на македонскиот човек? Нема. Мојата тешта имаше обичај да каже, ни рај видело, ни за рај плаче. И тука нема помош. Јас би можел уште многу да ви читам, се обидов да проверам во неговиот имейл, инбокс, односно испратени пораѓирам. Меѓутоа времето не ми дозволува да се расправам, може би тоа ќе биде тема за една нова книга писма Ѓорги Марјановиќ за едно идно време. И денешниот говор би го завршил со еден цитат од Джеймс Фек, кој што вели: не ми каже што ти е важно. Каже ми каде одат времето и парите. Во случајот на Ѓорги јасно е. Тој потрошил, вложил, го посветил 15 години од својот живот на Пруст, што само по себе доволно говори за тоа колку тој му бил важен. И јас, како некој што сам на себе си ја доделив улогата на чувар на неговото наследство и творештво, не може да бидам посреќен, затоа што денеска и официјално го остварувам неговиот сон на македонската читателска јавност, да и го подарам преводот на Пруст, на сите 13, односно 30-тиот. Оваа книга е во чест на децата без родители. Но малкумина од вас веројатно знаат или не знаат дека татко ми на 6 месеци го изгубил таткото, а потоа на некои 3 години го изгубил и очувот кој што го посвоил. Така што со фондот за школување деца без родители се обидуваме да помогнеме на овие деца во процесот на подготовка за самостојно живење преку школување. И во чест на таа негова љубов, сите им приходи од оваа книга ќе бидат насочени кон школување на децата без родители. Толку од мене. Една порака имам само до татко ми, тато сега можеш да бидеш спокоен, твојот сон е остварен.